Се уште не се знае колку ќе поскапи струјата. Се ќе зависи од тоа колку струја ќе може да произведат државните електрани, вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Колкава ќе биде финансиската инекција од владата за да ги помогне енергетските компании и да го убложи ценовниот шок за граѓаните, ќе се знае по ребалансот на буџетот. Битики тврди дека треба точно да се знае колкава побарувачка има ЕВН и колку од количините може да покрие ЕСМ, дали минималните 60% или повеќе. За сега остануваат мерките за 5% ДДВ на струјата до крајот на годината и за помош при плаќање на сметки на социјално загрозените семејства. Но не знаеме колкави се побарувањата на ЕВН во наредниот период. ЕВН треба да дојде со проекција и на побарувањето на другата страна до крај на годината и така да се стават сите параметри, да ги кажеме, на маса за да може да се одреди колкава е потребата за интервенции во ЕСМ. За помош на енергетските компании, но и вкупното стопанство и граѓаните, владата веќе најави дека ќе се задолжува на финансиските пазари. Се уште нема одговор од мисијата на Меѓународниот монетарен фонд која беше во посета на Македонија и ја скенираше економијата. Во игра е задолжување до 900 милиони евра од ММФ, но Битики сега тврди дека владата не се откажала ниту од издавање евроврзница. Се надевам за 10 дена ќе дојде ребалансот на владата, тогаш ќе имате одговор и на колку пари се барат како евроврзница, колку од ММФ, колку од други извори така натаму. Аналитичарите веќе алармираат дека одлуката околу поскапувањето на струјата ќе биде чисто политичка одлука, односно предпазлив потек за да не се удри премногу по џебот на граѓаните и да се задржат идните гласачи. И додека сите апелираат да се штеди струја бидејќи нема во догледно време да поевтини, загубите во електродистрибутивната мрежа секојдневно растат. Лани загубите ги чинеле граѓаните дури 100 милиони евра поради кражби на струја, неовластено користење и копање криптовалути.